Голема прашина и голем број импресии на присутните на првиот фестивал во земјава од ваков вид Аквапарк Фест, екипа на телевизија Протел ги следеше збиднувањата во текот на двата фестивалски дена. Еве што она што го подготвивме во ова кратко представување на овој фестивал. Пробиштип се покажа одличен домаќин и ги прими сите гости на првото издание на летната верзија на Аквапарк Фест, кој се реализира во одлична атмосфера и без никакви инциденти. Се помина во најдобар ред. Бројните фестивалџи, кои ги имаше од различни градови од Македонија и соседните држави, уживаа во музичката програма. Во текот на двата фестивалски дена, Пробиштип го посетија околу 15.000 луѓе. Се наоѓам помеѓу одлично друштво овде на забавата на првиот Аквапарк Фест. Како ви се допаѓа? Одлично! Од каде доаѓате? Од Скопје. Од Скопје. Како ви се допаѓа овие два дена овде во Пробиштип? Се надевам дека ќе биде одлично. Сега стигнавме, прекрасно е. С оглед на тоа дека во моментот кога снимаме овој разговор е самиот почеток на фестивалот, што очекувате? Очекуваме одлична журка. Дали двата дена ќе бидете овде? Да, до крај Колку луѓе сте дојдени од Скопје? 10 души. 10 души. Каде престојувате? Во кампинг зоната? Во камп зоната. Од каде доаѓате? Од Куманово. Од Куманово. Како ви се допаѓа овде на Аквапаркот? Одлично. Дали за прв пат сте тука? Да. И еве што очекувате денес, односно овие два дена овде во Пробиштип на овој Аквапарк Фест прв пат кој што се организира овде? Па не знам, мислам дека ќе биде одлично. Да, колку души сте дојдени од Куманово? 5 мина мислам, ама уште ќе дојдат. Уште ќе дојдат. Дали и двата дена ќе бидете тука или? Да. И двата дена. Ќе престојувате во Пробиштип, каде сте сместени? Кај една пријателка. Од каде доаѓате? Од Скопје. Од Скопје. Како е во Скопје? Најубаво. Каде е најдобро, дали во Скопје или во Пробиштип овие денови? Овие денове. Да. Па што знам, чим сум тука, значи тука е. Просторот на Аквапарк Фестот поделен. Green Main Stage, Blue Stage и камперски простор за најупорните. Голем број од присутните, фестивалот го искусија на комплетен вистински начин и престојуваа во кампот на фестивалот. Камперите со голем број импресии. Убаво е, добро е за младите да се отстранат од политиката и од целиот македонски метеж, значи добро е да се биде тука. Ми се допаѓа тоа што има групи од цел Балкан. Се надевам добро ќе биде. Дали имаш присуствувано на други некои вакви фестивали во земјава, надвор од земјава? Немам. Немаш, ова е прво твое кампување? Да. И прво и во Македонија било. Се уште сме дел од кампинг зоната овде на првиот Аквапарк Фест. До мене се наоѓаат уште едни кампувачи. Од каде доаѓате? Ние доаѓаме од Скопје. Колку души сте во овој шатор овде? Па 10 души сме. Двата вечери ќе бидете овде? Па двата вечери. Како чувството да се биде дел од оваа кампинг зона? MDM. Па чувството е многу јако. MDM чувство. И очекуваме дека ќе биде многу јако. Што очекувате од самиот фестивал? Па што очекуваме? Блудпровод. Не заборавен, да. Дали за прв пат сте дел од една ваква журка која што се реализира во Македонија, сте биле надвороден, каде бевте? Да, многу надвор. На многу журки, да? Да. Да направиме една Обично сме по журки многу. Да? Каде бевте досега? Сегде имаме. Со оглед на тоа, колкава посетеност имаше Аквапарк Фестот и двата фестивалски дена, поминаа одлично. За безбедноста на забавувачите на фестивалот, меѓу останатите ги сретнавме и волонтерите од Црвениот крст. Дојдени сме во логистичка поддршка на организаторите. Да. Заедно како логистичката тука се и домакините Црвен крст на Пробиштип со екипата за прва помош, за не дај Боже, ако има потреба да интервенираме и ние тука. Колку луѓе се вклучени од Црвениот крст во овој фестивал? Моментално сме околу 15 на луѓе, со потреба ако имаат луѓе што се на стендбај, ако има да дојдат да интервенираат и они. Покрај луѓето од Скопје имаме и оние кои што помагаат, волонтери на некој начин од Пробиштип. До мене се наоѓа таков волонтер токму од Пробиштип. Еве како е чувството да се биде дел овде во кампинг зоната во улога како представник од Црвениот крст? Па мене многу ме радува што сум всушност дел од Црвениот крст и што имам можност да сум волонтер. Всушност секој може да биде волонтер. И многу се радувам што сум овде, што ќе помогнам на некој, ќе спасам некој. Се надам дека ќе нема многу случаи, бидејќи. Освен ти, кои други се од Пробиштип, уште колку луѓе има? Во Пробиштип сега има повеќе, но од прва помош обучени сме само 6.
Создадоа одлична атмосфера со екстравагантниот фестивалски излет. Се спуштаа по тобогани и уживаа во чил корнерот и кампот. Бројните посетители, кои ги имаше од различни краеви на Македонија, уживаа во музиката на Супер Хикс, Кирил Џајковски, а меѓу нив и Сарс. За прв фестивал и за прва организација се е најдобро. Одлична реакција на публиката, многу луѓе, луѓето се одлично расположени, а што се однесува за нашиот настап, се најдобро. И нашег настапа све похвале. Што беше оно што го представивте на овој фестивал? Трети албум. Третиот албум кој го издадовме на 23 март, за сите оние кои не знаат, куќе части. sarsband.com. Преземете го албумот. Ова лето, цел време ќе дадеме акцент на промоција на третиот албум. Ова турнеја, овој наступ и цела турнеја током лета ќе биде промоција третиот албума. Како ја оценувате публиката на овој фестивал? Публика е била одлично, добре расположена била. Публиката е одлична. Морам да се заблагодарам на нашите другари Супер Хикс, бидејќи ние закаснивме. Они требаше да настапат после нас, они настапија пред нас поради нашето задоснување. Едно големо фала за другарите од Супер Хикс. Колегијалност. Што е следно од Сарс? По нашиот настап овде заминуваме во Белград, Осијек, Хрватска и нема за нас. Кога можете да очекуваме повторно во Македонија? Во Македонија, повторно во лето. Не сакам точно да кажам кога во моментот, бидејќи се уште немам точно потврдено, али се надевам ќе се видиме повторно во Македонија. Да не се подготвува некој нов спот, некој нов видеозапис, Наравно. Ја издадовме песната Ти, и спот за истата направивме, така да наскоро ќе наснимиме уште еден спот. И за крајот разговорот би запрашал како ви се допаѓа еве Пробиштип како град. Дали го сетавте пулсот на градот? Не успеавме да го видиме Пробиштип воопшто. Имате можност вечерва или утре? По настапот одиме директно во хотелот, ќе спиеме и утрево одиме директно за Осијек, така да немаме многу време да прошетаме низ градот, али се надевам дека во следнава прилика ќе го направиме тоа. Меѓу бројните учесници Сашко Костовски, DJ Лефанк и DJ Iceberg. Баш убава идеја да се разбуди овој крај од Македонија со еден ваков ивент. Мислам дека добро проаѓа барем од она што можев да го видам до сега и навистина ја поддржувам оваа идеја, нека тера овај понатака, нека се одржуваат вакви работи на истокот од Македонија. Гледам дека има заинтересираност и мислам дека ќе најдува и понатаму на добар фидбек вака од публика. Настапивте заедно со Лефанк, што го представивте пред публиката овде? Како стил на музика? Да. Па некој микс помеѓу дип, тек хаус и техно. Углавном, саат и пол убаво се забавувавме со публиката, најдовме на добар фидбек, можам слободно да кажам, доколку го снимивте и вие, ете, и снимките ќе потврдат сигурно за тоа. Тоа е било тоа. Како сметате, дали Македонија има публика за едни вакви фестивали во земјава? Дефинитивно има публика гладна за некои вакви ивенти. Меѓутоа, искрено мислам дека и вие медиумите малку треба да го подобрите квалитетот и едукацијата на истите тие што доаѓаат на журкиве, да не биде она цело време исчекување на некои познати ствари и слично, едноставно да бидат поентузијастички настроени и да примаат секаков вајб што ќе им го пружат овдека диџеите. Нормално за заедничка забава. Главном летово сигурно ќе бидеме онака доста букирани низ државава. Така и функционираме како заедница, Заедно јас и тој, да. А инаку сам очекувам да ми потврдат некои настани. Не би сакал баш онака да зборам пред рака, меѓутоа ќе биде сигурно тука во околината на Македонија. Тоа го правам веќе низ во близината, значи надвор тука нашите соседи. Тоа го правам веќе 6 години уназад и може ќе биде и нешто малку по на запад, да речем. Да се надеваме дека овој фестивал ќе прерасне во една традиција, да се надеваме дека следната година повторно ќе се видиме овде.
Јас искрено се надевам, дај Боже да биде секако што треба, од ова што го гледам добро ми изгледа. Фидбекот, како што кажав, на публиката е добар. Се надевам дека и организаторите ќе бидат задоволни од ова што се пружа исто од публиката и се надевам дека ќе видиме и до година овде кај еден ваков убав ивент. Нормално можеби нешто поголемо и поспектакуларно. Всушност, вистинска еуфорија и двата фестивалски дена. Одлична журка беше двочасовниот сет на светската диџеј звезда Марк Најт, пред масовната публика која потоа го дочека првото изгрејсонце на Аквапарк Фестот со холандската денс атракција. Последната ног ја одбележа настапот на еден од најзначајните луѓе во историјата на електронската денс музика, Пол Ван Дајк, кој директно од Ибица дојде на Аквапарк Фестот.